почитувани новинари, почитувана јавност, денес би сакал да го искажам ставот на партеничката група на ВМРО-ДПМН и коалицијата по однос на, според нас, скандалозниот предлог закон кој што дојде во собранието, а се однесуваше на изменување на членовите за одговорност при клевета и навреда. И за прв пат, после едноумието, се воведува една формулација каде што би се санкционирало и негативно мислење. Сега гледаме дека власта ретерира и тоа негативно мислење има намера да го преформулира во омаловажувачко или понижувачко мислење, но сепак се гледа дека тенденцијата е да се ограничи критиката кон функционерите од власта. И ова воопшто не зачудува, бидејќи автор на овој текст е академикот Камбовски, кој што во 1987 година го казнуваше професорот Марјановиќ зашто сакал да се укине вербалниот деликт. И нашата порака до министерот Тупанчевски е да го смени последниот министер на Милошевиќ, кој што на мала врата го протнува овој вербален деликт. Толку би имал, повелете доколку има други прашања. Процесот за избор на уставни судии е заглавен кај председателот на собранието, кој што, иако има деловничка можност, не свикува состанок и седница на комисијата за избори и именувања. Таа комисија и тој ја гласал лично и незиниот состав, и таа комисија е изгласана при конституирањето на собранието од сите пратеници едногласно. И сметаме дека треба оваа комисија да работи и врз основа лично убедување пратениците со понудениот квалитет на кандидати за уставни судии да направат одредени предлози. Благодарам. Да, може. Имаше став за тоа веќе денес председателот на партијата. Ќе поддржиме такво законско решение со тоа што ќе понудиме амандмани, тоа линеарно да значи почитување на колективните договори и зголемување на платите во сите останати сектори на реална основа.